Европа е на нозе откако во Франција починале неколку девојчиња од лекот Диане 35. Во Македонија нема да се испитува дејството на овој лек, бидејќи кај нас не се појавиле несакани дејства од лекот. Македонските фармаколози сепак предупредуваат лекот да не се употребува како средство за контрацепција, бидејќи долготрајната употреба може да предизвика ризик од појава на тромбоза. Меѓу другото содржи и естрогенска компонента диането. Прво несакано дејство кое што е опишано во сите класични учебници по фармакологија. А си го има опишано и во упатството за употреба и во збирниот извештај за особините на лекот на производот, што се наоѓа на пазарот во Македонија. Прво несакано дејство на кое што треба да помислите дека може сериозно, дека може да се јави при употреба на овие лекови е циркулаторни пореметувања, односно тромботични заболувања на венските крвни садови пред се, а може и на артериските. Лекарот треба да го има тоа во предвид. Иначе лекарот, во колку смета дека е неопходно потребен лекот кај пациентите, може да го примени. Меѓутоа треба да го има во предвид и при појава на најмал знак на евентуално несакано дејство од овој тип, треба да превземе соодветни чекори. Франција го забрани за употреба овој лек, а Француската агенција за лекови спроведува истрага. Паника и страв владее во Европа. Во Хрватска млада девојка одвој преживеала по 6-месечна употреба на лекот кој го земала заради проблематичните мозолчини на лицето. За Хрватски индекс девојката раскажува дека и дијагностицирале тромбоза, откако десната рака и отекла и помодрела. Во Македонија лекот се употребува повеќе од 15 години, но не како контрацептив, туку најчесто кај девојчиња кои имаат проблем со акни по лицето. Лекот е регистриран во Република Македонија и не само во Република Македонија, во целиот свет. Во Франција точно дека Франската агенција за лекови го преиспита регистрацијското решение лекот Диане за индикацијата контрацептивно средство. Абсурдна ситуација. Тој лек воопшто нема индикации за контрацептивно средство, иако во Франција тоа е користено, тоа е веќе проблем на нивниот здравствен систем. Од пред 2 месеци секоја несакана реакција од било кој лек може да се пријави телефонски на црвената линија во Центарот за несакани дејства. Лекарите низ државата допрва треба да се обучуваат редовно да пријавуваат вакви случаи.